Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, заедно со тројцата европратеници Иво Вајгал, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн, утре треба да пристигнат во земјава за да направат уште еден обид за договор за излез од политичката криза. Ова минатата недела го потврди портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Според неа, еврокомесарот и европратениците ќе повторат цврстата позиција на Европската унија за почитување на исходот од изборите и да се дозволи продолжување на демократските процеси со брзо формирање реформски ориентирана влада, која ќе продолжи со имплементација на договорот од Пржино. Хан пред посетата на земјава во интервју за виенскиот весник Курир порача дека ситуацијата во Западен Балкан е кревка. Ние не се фокусираме на датумите за членство, зборуваме за пристапниот процес, а со која брзина напредуваат земјите, зависи само од нив, истакна Хан. Што се однесува до отпорот за натамошен прием на земјите во Европската унија, тој нагласува дека мнозинството граѓани на земјите членки се воздржани, поради што е важно тие луѓе да се убедат дека новата членка не представува товар или проблем, туку добивка. Државите кои сакаат да станат членки, според Хан, мора да исполнат предуслови, правниот систем мора да функционира, треба да бидат многу поатрактивни за инвестиции. Економиите на државите мораат при идните приеми да бидат клучен фактор. Хан го констатирал и руското влијание во регионот, посебно кога станува збор за геостратешки развој. Иако викендов, представниците на Граѓанската асоциација за заедничка Македонија, кои ги предводат масовните протести што изминатите денови се случуваат во земјата, за зачувување на унитарноста на Република Македонија, побараа средба со еврокомесарот. Сепак тоа, според портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич, нема да се случи. Како што веќе реков во петокот, Хан ќе се сретне со политичките представници. Вистина е дека има и други барања и често кога тој патува во земјата, ние се обидуваме да се сретнеме со што е можно повеќе соговорници, вклучително и со такви од граѓанското општество. Но овој пат комесарот ќе се сретне само со политичките представници, бидејќи неговата агенда не дозволува повеќе, истакна Коцијанчич. Во името на Граѓанската асоциација, еден од нејзините предводници Игор Дурловски вчера побара нивни представници да се сретнат со еврокомесарот и тројцата пратеници од Европскиот парламент. Но според неговата гласноговорничка, Хан при утрешната посета на Македонија нема време да се сретне со предводниците на протестите, што се случуваат во повеќе од 30 градови. Еврокомесарот е еден гостин во Република Македонија. Ние сме домакини во Република Македонија. Ние ги знаеме сите проблеми, сите слабости, сите мани, сите маки кои што ги имаме тука. Така да, неумесно е еден гостин во Република Македонија, кој што има некаква си политичка цел во оваа земја, да не наоѓа време за среќавање со луѓето кои што живеат тука и кои што ќе останат да живеат тука и откако тој ќе си замине. Му порачуваме да најде време, бидејќи сеедно, тоа не ни менува нас ништо. Ние сме таму кај што сме и ќе сме уште побројни. Ако одбие да се сретне со нас, тоа е, како ви кажам, на сечија штета. Организаторите за утре најавуваат пречек на Јоханес Хан со масовен мирен собир со над 200.000 луѓе на улиците ширум државата.